издание. Веруваме дека Северна Македонија во октомври ќе ги почне преговорите за членство во Европската унија, вели специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан Метју Палмер. Секој процес на злоупотреба на службената позиција до ден денес треба да се истражи, порача пратеникот Артан Груби во интервју за Гласот на Америка. Зариф предупредува да не се размислува за напад на Иран. Останете со нас. Добро вечер. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Се надеваме дека Северна Македонија ќе ги почне преговорите за членство во Европската унија по состанокот на Европскиот совет на 16 октомври. Ова во интервју за Гласот на Америка го истакна специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан Метју Палмер. Палмер истакна дека владата на Северна Македонија многу пати ја покажала својата определеност и потсети дека Европската комисија во изминатите десетина години дава позитивна препорака за отворење пристапни преговори. На нашите европски партнери јасно им ја пренесовме нашата позиција. Северна Македонија секако би можела да ја помогне сопствената кауза со спроведување на агендата на реформи и имплементација на новиот закон за специјално јавно обвинителство, рече тој. Изрази надеж дека земјата брзо ќе напредува и на патот кон НАТО и дека би било идеално таа да стане 30-та членка на Алијансата на почетокот на декември годинава. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф денес упати предупредување против оние кои би можеле да разгледуваат напад на Иран како одговор на нападот врз саудиските нафтени објекти. Зариф посочи група која ја нарече Б-тим, составена од американски официјални представници и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Рече дека таа група има намера да води војна против Иран и посочи дека тие се обидуваат да го измамат американскиот претседател за започнување ваков конфликт. Нова анкета покажува дека сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен се искачи на второ место во демократската претседателска трка зад поранешниот потпредседател Џо Бајден. Бајден води со поддршка од 31%, Ворен има 25%. На трето место е сенаторот од Вермонт Берни Сандерс кој освои 14% поддршка. Преку институционални мерки ќе се превенира ширењето на непроверени и лажни информации. Ќе има нови комуникацијски протоколи, но и широка јавна дебата. Извештај на Владимир Мирчевски. Институциите почнуваат со системско справување со лажните вести и дезинформациите. Денеска се одржа конститутивна седница на акциската група во која покрај владини членуваат и представници на останатите клучни органи во земјата. Целта е преку два типа на мерки, безбедносни кои опфаќаат ревидирање и создавање нови комуникацијски протоколи и проактивни кои би произлегле од широка јавна дебата со вклучување на новинарскиот еснав да се превенира ширењето непроверени и лажни информации. Во изминатите години Македонија континуирано беше таргетирана од така наречени фейк ньюс, особено во периодот на склучување и финализирање на договорот од Преспа. Кампањата со лажни вести за договорот од Преспа имаше за цел да ги дезинформира граѓаните преку пласирање на лажни или искривени факти, да ги дестимулира да излезат на гласање, за да се дискредитираат референдумот, а најголемиот интензитет имаше за време и на самиот референдум. Шефот на државата повика на здруженост на сите фактори за успешно справување со дезинформациите кои глобално стануваат и безбедносен ризик за демократиите. Ја поддржувам и ова и секоја друга иницијатива која на една маса ќе ги седне и државните институции и медиумите, затоа што борбата со лажните вести не може да биде добиена без вклучување на медиумската заедница. Медиумите се столбот на една демократија, општество во кое нема силни медиуми и квалитетни медиумски производи е општество во кое демократијата не може да се развива. Во 2016-та, во екот на претседателската кампања во САД, Македонија се најде на светската мапа како извор на лажни вести поради низата сајтови од Велес кои пласираат дезинформации. За тоа дека овие активности се уште се присутни во земјава, зборува и текстот на Вашингтон Пост објавен пред 2 дена дека Facebook страницата Ветерани за Трамп, во која екс-армиски припадници дебатираат и го советуваат претседателот Трамп, од март е киднапирано од бизнисмен од Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Се соочуваме со длабока криза на недоверба кон институциите, зашто владењето на правото е зависно од политиката. Таа поврзаност мора да се раскине, вели претедникот Артан Груби. Јане Бојаджиевски со него разговараше и за очекувањата за датум за почеток на преговори со Европската унија. Господине Груби, добар ден. Правните експерти спорат политичарите се на нож осомничените за криминал на штрек.
Што ќе се случува со предметите на СЈО кои се процесирани? Како ќе продолжи процесот? Јас лично, но и партијата која што ја застапувам, сметаме дека сите процеси каде што има сомнение за злоупотреба на службената должност треба да продолжат и треба да се истражуваат на еден независен начин од страна на институциите кои што би требало да има довербата не само на политичките партии, туку и на сите граѓани на земјата. Сепак, мора тука да нагласам дека законитоста на една одлука која што се носи во услови кога доносителот на одлуката е во притвор со претходно поднесена оставка од позицијата на специјален јавен обвинител, како и со започната процедура за разрешување во собранието изгласана одлука во Комисијата за избори и именувања, е под голем знак прашалник и може да остави дилема околу правниот аспект на трансферот на случаевите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство. Каква е независноста на обвинителите со оглед дека политичките лидери се пазарат? Сметам дека ветингот е неопходен, тој што го предлагаме ние, и тоа двостепен ветинг. Првиот степен на ветинг би било проверката на интегритетот на сите носители на државни функции, вклучително и обвинителите и судиите, а откако ќе се провери интегритетот на сите тие лица кои што носат јавна функција, потоа да се настапи со ветинг зависно од наодите на претходната проверка на интегритетот. Политичарите не се пазарат, политичарите носат закон според кој што обвинителите и судиите би требало да делуваат. Сметам дека треба се надминеме себе си и да изградиме институции во рамките на уставот на кој што би им верувале сите граѓани. Се соочуваме со длабока криза на недоверба на сите, вклучително и мене, кон институциите, посебно судството и обвинителството, затоа што гледаме дека владењето на правото е всушност многу зависно од политиката. Премиерот Заев неодамна спомна дека секој предлог за закон за јавно обвинителство е вреден да се разгледува. Кој е вашиот став? Секако, компромисен закон, текст на закон би бил најдобриот, закон кој што би бил изгласан од сите политички партии и процес кој што би бил поддржан од сите политички партии, што ќе ја врати на некој начин довербата на граѓаните кон институциите. Но не заборавајте дека и специјалното јавно обвинителство имаше поддршка од сите политички партии во собранието, од сите граѓани, но мора да држиме будно око врз процесите, затоа што после 4 години видовме што го снајде специјалното јавно обвинителство. Не смееме да дозволиме повторно такво нарушување на системот. За крај би ве запрашал, министерот Димитров, вице-премиерот Османи беа во европска турнеја. Октомври е близу. Колку е близко Северна Македонија до датум за почеток на преговори со Европската унија, колку законот за јавно обвинителство е битен дел од тој пакет? Јас сметам и убеден сум дека Северна Македонија ги има надминато сите очекувања на Вашингтон и Брисел за добивање на покана која што веќе ја добивме за членство во НАТО, како и добивање на датум за отпочнување на пристапни преговори со Европската унија, затоа што веќе ги решивме тродецениските спорови што ги имавме со Грција преку Преспанскиот договор, уставните измени, дводеценискиот спор што го имавме со Бугарија преку добрососедскиот договор, го завршивме и нормативниот дел на рамковниот Охридски договор со кој што го окончавме конфликтот во 2001 преку законот за јазиците, усвоивме сет реформски закони во земјава со учеството и на опозицијата, затоа што многу од нив беа двотретински закони, вклучително законот за судовите, законот за антикорупција и многу други закони, значи десетици закони кои што беа дел од плановите 369 и 18, што значи ние ги исполнивме сите наши домашни задачи кои што ни беа дадени од Евроатлантската заедница и заслужуваме полноправно членство, а најмалку тоа е датум за отпочнување на преговорите. Господине Груби, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не утре во истото време. Довидување.